Иницијативи со години се чуваат во фиока, но кога дојде на ред кратењето на нивните плати, уставните суди експресно отворија постапка. Долг период Уставниот суд не ги отвори иницијативите за оценка на уставноста, на промената на името на државата, двојазичноста во Македонија, а судиите повеќе од месец и пол во фиока ја чуваат иницијативата за оценка на начинот на кој беше изгласан новиот закон за јавно обвинителство, каде првично за гласаа 74 пратеници, а потоа контра деловникот на собранието, гласањето беше повторено, па истиот беше изгласан со 80 гласа. Универзитетскиот професор Димитар Апасиев, кој често поднесува представки до Уставниот суд, реагира дека личниот интерес на судиите ја победил принципиелноста. Според него, уставен работи по политички, а не по правни ноти. Има класичен судирни интерес затоа што платите на уставните судии беа лично засегнати. Инаку непринципиелноста на Уставниот суд провејува сите овие години наназад. Впрочем, имате представки кои што стојат неразгледани во фиока и по 5 години, 2 години, 3 години, зависно од политичката клима. Поради непостапувањето на судот, Апасиев најави кривична пријава за саботажа против поранешниот претседател на Уставен, а можеби против сегашниот. Последната наша неземена во работа представка е онаа за законот за двојазичност, кој е школски пример на неуставност, бидејќи го нема потребниот потпис од претседателот и дополнително беше инициирана итна постапка. 2 години стои тој закон во фиока и ние сега планираме на друг начин да ги натераме уставните суди да го земат во работа, а тоа е со поднесување кривична пријава против тогашниот претседател, а ако продолжи игнорантскиот однос и против сегашниот претседател. Најголем дел од функционерите веќе најавија дека ќе го донираат износот, кој ќе го добијат над минималната плата, а за разлика од нив, од уставните суди се уште молк дали дел од парите ќе ги дадат во фондот за справување со COVID-19.